на одговорот. Јас очекував од една министерка многу покултурен одговор, а и очекував да ги наброите тие 81 градинка што сте ги направиле. Нема аргументи кои што може да го штитат криминалот кој што е направен во градинката во Детска радост од вашата омилена директорка, и оваа папка токму овде полна со фактури од ресторани, од набавки на мебел, што би се рекло криминал до гуша, министерке. Почитувана македонска јавност, еве доказ дека министерката за труд и социјална политика штити огромен криминал. А укажувањето што го спомнавте, испратено до градоначалникот, всушност е подпишано само од вас, не од вработената во Министерството кое што има изработено, и тоа е сам факт, покажува дека вие сте вршеле притисок врз неа, но таа не се согласува со напишаното во укажувањето и затоа го нема подпишано. Патем, ова ви е укажување на 12 мај, а одземањето на ингеренциите ви е на 22 мај. За тие 10 дена вршевте притисоци на вашите вработени во Министерството. И откако ќе ви одземете официјално надлежностите, се надевам дека ќе се приклучите на основното јавно обвинителство и како министерство по чија надлежност ќе биде оваа градинка. А за постапката на одземање на надлежностите, која што е всушност во спротивност на сите законски норми и е комплетно политички мотивирана. И ќе ве молам 100 пати да повторите дека детската заштита ви е приоритет. Едноставно е. Во оние општини каде што вршевте притисок и каде што направивте компромис за ваши вработувања, не одземавте ингеренции. Ама во општина Газибаба не ви помина притисокот и барањето компромис и затоа одземавте ингеренции. Патем, вие бевте таа министерка која што не дозволуваше да се полага за лиценци за директорки и велевте ВМРО-вките никогаш нема да полагаат. За таква ли детска заштита зборуваме? Треба да сте доблесни и да си кажете, инаку вашето време министерке минува, вашата време на моќта истекува и уживајте уште малку, затоа што и вчера ви кажав на една комисија, не ви се заканувам. Одговорност ќе има, ви ветувам. Благодарам. Не сум задоволна